Благодарам. Почитуван господин Здравев, најпрво да ви се заблагодарам за излагањето, за присуството, за трпеливоста и да ви се извинам за минатиот пат што останавте, ама ние ве принудивме да заминете. Ке се обидам со добра намера, bona fide, да укажам на некои дилеми. За среќа морам да кажам дека денеска имаше многу конструктивни дискусии и јас ќе се надоврзам на нив. Да речеме, една од речениците беше дека во судството има проблем. Јас сакам да кажам со една придавка дека во судството има сериозен проблем. Тоа не зависи само од судскиот совет. Судскиот совет не е оаза, зависи од многу нешта и проблемот треба да се решава системски. Но бидејќи судовите некако се персонификација на судскиот систем, можеби затоа секогаш острицата на нашата критика е насочена кон судството, а особено кон судскиот совет. Зошто? Пак зошто тој има, да речам, професорски улога на ментор некаков, бидејќи тој ги оценува, тој ги анализира, затоа ние ви се обраќаме вам и јас ќе се обидам да се користам составовите на Венецијанската комисија во поглед на Законот за судскиот совет, бидејќи во мислењето не е дадена само правна анализа, туку и компаративна и се укажува на изворот на можните проблеми или пак се укажува на добрите решенија засновани на европските стандарди во судството. Значи, прво, сите треба да си се запрашаме какви правни факултети имаме. Над 24 или 25 и каков профил на правници излегуваат. Второ, треба да се запрашаме за работата, бидејќи тоа е покренато и во мислењето на Венецијанската комисија, за праксата на Судската академија. Прво, многу години се одлагаше врзувањето на стекнувањето на судски статус, не се врзуваше за успешното полагање на Судската академија, туку се одлагаше. Второ, дури и во последното регрутирање, видовме дека не беа избрани во 60 мината најдобрите, туку и некои кои што беа многу долу. Бевме сведоци и на укинување на успехот како еден од критериумите, па мојот коментар беше, можеби не треба оценки да има на факултетите, зашто ако не важи успехот, што не стимулира. Имавме скандали, што воопшто не е врзано со вас, и за сертификатите за познавање на јазици, и мене многу тешко ми падна кога некои од оние кои фалсификувале сертификати, потем без проблеми беа регрутирани како кандидати за суди. И сега прашањето за некои имаше и такви кои помина, бидејќи немаше веќе потреба од сертификати, такви какви што беа. Јас мислам дека треба да има во судството. Добро, сакам да кажам, борете сосема, борете, бидејќи го кажувате тоа тив кои со добра намера. Значи, тоа ми е амбиентот. Сега, многу често министерот за правда споменува некогаш ветирање, некогаш прочистување и тоа го врзува за улогата на судскиот совет. Да, тој треба да има важна улога, но јас секогаш си велам, и тоа не зависи од вас, дали пак во составот на судскиот совет сите негови членови на вистина можат, според знаењето, дипломата
интегритетот и дигнитетот да бидат тие кои што ќе имаат клучна улога во прочистувањето. Зошто го велам ова? Бидејќи во мислењето на Венецијанската комисија и покрај тоа што се инсистира на избор на членовите на судскиот совет од различни области, да не биде тоа дури само од редот на судството, најповторуваните зборови се деполитизација и департизација. Во мала држава проблемот или среќата е што многу често ние ги знаеме профилите на луѓето и јас и денеска имам сомнеш околу партиската или политичката улога или критериум во регрутирањето на некој од нив. Имам поглед, дури и во поглед на стручноста и компетентноста, зашто ако не сте носеле тога, не знам дали може да оценувате луѓе во тоги. Не мислам на стручни соработници кои поминале еден долг пат на кариера, со право колешката Калеска тоа го истакна. Тоа е најважното во судството. Значи кариерата, да учите постојано, да знаете, да има логика во напредувањето. Ако однадвор некој влезе, кој не го поминал тој долг пат, нема да има ниту взаемна почит, ниту пак навистина оценките ќе бидат како што треба. А ние сме имале и такви случаи. Знам, да не споменувам, на луѓе кои што претходно во правото имале само советник на градоначалник или советник на министер и одеднаш осамнале во судскиот совет. Која е пораката тогаш до правниците? За жал, значи, тука лежи основната причина за екзодусот. Не во сиромаштијата, не во ниските плати, туку кога погрешни луѓе ќе се најдат на право место. И тогаш тие не персонифицираат дека знаењето е најважно, интегритетот и дигнитетот, туку за жал политизацијата и партизацијата. Еве, јас ќе укажам, значи, на неколку дилеми, но се разбира и дека ќе се осврнам на извештајот. Но еве и пред да се осврнам на дилемите покренати во ставот на Венецијанската комисија, само да кажам, целосно разбирам дека со буџетот 0,6% е многу тешко да се гради добра работа на судскиот совет и затоа и овде 0,4, јас пак мислев дека, значи затоа овде неколкумина од нас, најчесто од правната фила, инсистиравме на овие 0,8, иако мислам дека и тоа не е многу ако споредувам каде се употребуваат парите, тоа е првото. Второто што е многу важно, а што го истакнавте е дека вие определувате потреба од вработување. Значи, ако вие сте определиле дека има потреба од 90 нови вработувања, абсурдно е сега, заради несогласност меѓу двајца министри, да не може да се реализира она што е утврдено од оној кој што in medias res јас огледал работата. Тука е, можеби, каде се парите, тамо е влијанието, тука е, можеби, основната причина на денеска најповторуваната квалификација дека во нашата држава поделбата на власта е опасно нарушена во корис на екзекутивата, значи не во корис на судската власт. Немаме нешто што во некои држави се нарекува опасност од судократија. Не, воопшто немаме, ниту пак опасност од конвенство, како сакате, од собраниски систем заради доминантната улога на законодавната власт. Значи, ова е нешто што е важно. На што укажува и што мислам дека треба да се има во предвид во мислењето на Венецијанската комисија? Некои од колегите веќе посочија, еден од нив рече, ми се чини колегата Пренџов, дека смета дека не треба да биде
министерот за правда, член на судскиот совет. Јас, да кажам дека во компаративните искуства има многу вакви случаи, меѓутоа пак многу сериозна дискусија имаше и во студија на Венецијанската комисија за состојбите во судството, се вели дека во некои држави воопшто нема да се мешаат, па дури нема ни пораки кога седат тамо да испраќаат. Мислам дека важи дека во ваков систем, на тоа укажува в 2006 година во оние судски реформи, дека и самото негово присуство праќа пораки до оние кои на политички и партиски начин седат тамо, дури еден збор да не каже, дека треба да внимаваат на тоа, и јас затоа сум за тоа да не биде министерот за правда член на судскиот совет, но добро, вие предложивте судската фела едно решение, преодно да речам, дека ниту учествува во расправата, ниту гласа, кај председателот на Врховниот суд. Причината е друга, заради постапувањето, дека тој може, нели, на крајот како највисок суд да постапува и не е добро да е инволвиран, но еве тоа да речеме е едната забелешка. Другата сериозна забелешка се вели дека можеби е добро со двотретинско мнозинство да се избира председателот на судскиот совет, ама и нешто друго што ние не го посочуваме, а еднаш мора, дека Венецијанската комисија е против етнички, одговорно тврдам, критериуми при гласањето, ама и при изборот во судските органи, и многу често тука се посочува примерот на Сејдичи Финци, па потоа и на Азра од Босна и Херцеговина. Значи се вели дека понекогаш во процесот на одлучување заради овој принцип на двојно гласање, жртва може да бидат правото и правдата. Значи, јас немам ништо против, морам да потенцирам, правична и соодветна застапеност, но многу пати сум укажувала и сега ќе укажам дека таа е само еден од критериумите, но никогаш не смее да биде единствениот. Значи, ако јас и некој друг сме исти во објективните критериуми, јас, да речеме како ромка или како турчинка, или како жена, ќе имам предност затоа што сум подпредставена. Кај нас тоа не се одвива така. Туку се користи за да може партиите и лидерите на партиите да имаат влијание. Значи, за да не бидам обвинета за национализам, тврдам дека ова е посочено во мислењето на Венецијанската комисија. Понатаму се вели дека, што неодамна во врска со изборите за председател на Врховниот суд се активира, дека Венецијанската комисија многу пати изразува сомнеш во така наречените психолошки тестови, зошто, значи, како тестови за оценка на интегритетот, социјалните вештини или адаптибилност, репутација и слично. Особено што јас, и да бидам искрена, не знаев дека тоа се прави на Институт за социолошко, политички и правни истражувања, значи ништо психолошко нема тамо. Читам од Венецијанската комисија, остро се спротивставува, зашто вели дека ако тоа е круна во правната професија да станете член на судскиот совет, дека сигурно сте ги поминале овие тестови работејки на ваквата материја. Понатаму, кога ја споменав академијата, исто така, мислам дека вие треба за тоа да внимавате или да предложите или не знам, се вели дека не е јасно ако се земаат во предвид резултатите од полагањето и слично,
како тогаш се остава едно големо поле на дискреционо овластување при селекцијата, односно каква е тогаш корелацијата меѓу успехот и изборот, кога повторно може не најдобрите да бидат избрани, а потоа ние го гледаме, туку напротив, по слободно уверување. Слободното уверување е добро кога се носи пресуда, ама кога се врши избор, треба да има критериуми и ми се чини дека во право се моите колеги, кога велат дека тоа всушност вам ќе ви ја олесни работата и мислам дека вие неколку пати денеска кога ја споменувавте методологијата, велевте дека како при разрешувањето, така при оценката на работата на судиите не треба само ажурираноста да се земе во предвид, туку и многу други критериуми. Јас мислам дека треба да има прецизни критериуми што значи резултатот ако веќе имаме судска академија и ако најдобрите не влезат, тогаш пораката не е добра. Значи се потпирам на мислењето на Венецијанската комисија, еве дури и тие околу ова што реков кога одлучувате даваат пример, кога велат дека 4 члена што припаѓаат на немнозинските заедници, а во праксата може да бидат и повеќе, и сега кажуваат дека ако двајца од нив гласаат против она што го предлагате, дека може да не дојде до избор, што може да го компромитира изборот. Мислам дека сериозно треба да размислуваме, зошто? Бидејќи заклучокот е дека најважно е во судството да се почитува правничкото знаење, кариерата, и јас тука целосно ве поддржувам, бидејќи еден од заклучоците е да се преиспитаат така наречените специјални мнозинства што се бараат на пленумот на судскиот совет и така натамо, затоа што тие можат да се одразат врз квалитетот на избраните. Исто така, предпоставувам дека и околу тоа размислувате, се предлага да има некои механизми, филтри во поглед на жалбите што ги примате, насочени против судиите, да не биде тоа само на пленарна седница, нели, туку да биде во некое потесно тело. Селективниот процес го потенцирав, не можам, значи, ако не кажам дека Венецијанската комисија, целосно се согласувам, не верува во волшебни резултати спроведени преку адхок ветинг процеси, туку заклучува дека во текот на целиот судиска работа треба да има константен надзор, да има константна проверка, дека таа треба да се заснува на екзактни, значи, бројки, дека треба да има јасни параметри, дека треба ние како пратеници да утврдиме јасни регулативи, дека треба да оставиме што е помалку простор за дискрециона оценка. Тоа е што се однесува до Венецијанската комисија, а сега јас неколку поенти околу извештајот или како сакате неколку коментари. Значи вака. Во делот за реализираните активности произлезени од законските надлежности, вие почнувате, значи, со изборот, зборувам за 2019 година, тројца судии во повисоките, во Врховниот суд 1, во Управниот суд 2 и така натака. Да не заборавам да го искористам извештајот од Народниот правобранител, каде што за Управниот суд имаше оценка дека може да се квалификува како нефункционален орган во кој што се потребни сериозни реформи, бидејќи ние граѓаните најчесто всушност имаме проблеми врзани со државната и јавна администрација или со органите со јавни овластувања, тоа е нашиот живот.
И сега, кога ќе видиме, значи, овде одма следи, велите, број на избрани суди, Врховен суд 1, Управен суд 2, вкупно 3, да, според потребата што ја истакнувате, ова е невообичаено ниска бројка, така, и ова е повеќе упатено до потребата од поинаков однос кон судскиот совет и судството. Она што е невообичаено е, имате веднаш една табела, полова и национална структура на избраните суди и имате македонци, албанци и други. Морам да кажам, ова други мене многу ми пречи. Бидејќи во преамбулата барем имаме, иако и тоа е повреда своевидна, никогаш не може да ги наброите, нели? Меѓутоа, замислете, македонци, албанци, други, и ова е нешто што ние во правото и во политичката наука го нарекуваме бинационален концепт, кој не е добар. И тоа, дури и таткото на консоциативната демократија Липхарт вели дека каде што има две раси, два етноси, два јазика, дека тоа е многу опасно решение, кога нема трет сегмент, бидејќи ќе доведе до нешто што се нарекува zero-sum game, на победници и губитници, и создава во стартот конфликт. Значи, зборувам зошто ова, бидејќи Венецијанската комисија на неколку места овде вели дека има сериозни забелешки на етнички критериуми во судовите кои што ги изразува работата, а вие одма овде со табелата почнувате, значи, со македонци и албанци, и вистина човек кога ќе фрли поглед на структурата на избраните судии, вистина ќе види дека постои дискриминација на турците, ромите, власите, србите, бошњаците, да не заборавив некако, бидејќи овде се сите тие во други, и мислам дека ако ја следиме активноста на Венецијанската комисија и праксата на судот во Страсбуреве, бидејќи, не знам дали, предпоставам, знаете сигурно и повеќе од мене, за Босна да ги почне преговорите, еден од критериумите е, значи, сериозно да размисли околу тоа конститутивни и неконститутивни народи, бидејќи конститутивни се граѓаните, народ како демос, и дека не може во судството да има такви критериуми. Да учиме, сакам да кажам, од искуството. Понатаму, кога зборуваме за ажурноста, целосно се согласувам со вас дека ако тргнеме само од решени и нерешени случаи, сликата навидум изгледа едноставна, но дека не мора да е причината само во судиите, туку може да биде и во многу други критериуми. Од, како што велите вие, амбиентот во кој што се работи, од просторот, до бројот, до наследените предмети и многу други критериуми, и дека тука треба да имаме, значи, секогаш резерва. Меѓутоа, нема денеска, еве јас гледам овде сум пишувала зошто, како, кога гледам функционален, нефункционален и така натаму, колку се завршени, колку се незавршени, во кое време, од кои причини, бидејќи сами рековте дека не е доволен критериумот, сепак не можам, а нешто друго, повторно од колешката бев потикната Калевска да кажам, дека недостигот на судии постојано го проблематизираме ние. Ама знаете по што сме ние чудни? Најчесто судии во светот се регрутираат од адвокати. Непознат феномен е судиите да стануваат адвокати.
Се разбира, зборувам за во англосаксонскиот свет, за баристерите, највисоките, не за солиситерите, ама мислам дека еден огромен контингент, дали е убав изразот, не знам, социјален капитал, правнички, останува настрана. Јас тоа и кога беше законот за јавно обвинителство, го посочив, знаете што, зад адвокатите има многу сериозни параметри, колку предмети добил, во кој период, како се однесува внатре оценката во адвокатската комора, дигнитетот, интегритетот, честа и така натаму, и мислам дека ние мора да отвориме простор за вистински надпревар, точно со ангажирање или отварање на порта во судовите за успешните адвокати. Околу оценката, мислам дека некој пред мене тоа го посочи, но навистина, да речеме, делува чудно кога се вели дека како резултат на спроведеното редовно оценување од Судскиот совет 2017 и 2018 на вкупно 500 судии, оценети се 452 со оценка многу добар или 90,40% биле многу добри, 42 или 8,40 добри, 5 со задоволителен и само 1 со незадоволителен. Перцепцијата на корупцијата кај нас, значи, во многу голема мерка се темели и се должи на погледот на граѓаните токму на судството. Сега знаете ова на што ме подсетува. Има само евалуација на факултетите и кога ќе видите дека најголемиот дел од професорите имаат оценка над 4,5, проблем имате. Си велите, ова не е можно. Тоа е 5 е највисока оценка, значи. Така и овде 90,40% да се многу добри, а граѓаните да имаат најмала доверба меѓу најмалите во однос на судството, навистина е проблематично. Второ, ако има барање за повторна оценка на 32 и сега тоа веќе е исто така еден сигнал. Сигнал е значи дека нешто што оценката не е во ред, меѓутоа она што мене па ме загрижува како правник е, ако од 554 представки 2 се основани, нешто и вие и јас и сите што сме правници овде знаеме дека не е добро во земјата Данска. Не знам, Хамлет да не кружи тука. Невозможно е тоа. Невозможно е. Не се нашите граѓани толку неодговорни, ниту пак се многу склони кон, ако сме парничарска нација, изгледа ни е нација кога вела мислам на сите граѓани, на индивидуи, да знаете, јас во европска смисла на зборот. Така? Сакам да кажам дека нема проблем. Значи зборот ми е чумуние на светинг или прочистување, ако ситуацијата е ваква, тогаш е тоа за пример. Ама ние не сме пример на земја со спреги и кочници и не сме пример на земја со независно судство. Значи, мислам дека тоа е можно да веднаш да се заклучи и од извештаите на Греко, и од препораките на Греко, и мислам дека и во поглед на ова прашање треба сериозно да размислиме. Околу слободните судиски места и така натаму, целосно прифаќам дека треба
трпеливоста, знаењето, чекор по чекор кариерата да се почитува, а не однадвор да влегуваат луѓе, бидејќи тоа ги ремети критериумите, но тоа го кажав и нема да се осврнам, повторно да ви досадувам со тоа. Околу капацитетите на Советот. Да, јас и тоа сакав да ве прашам, дали во меѓувреме од пишувањето на овој извештај во предвечерието на новиот извештај има промени во поглед на она. Тогаш сум загрижена, мислев дека ќе ме израдувате. Значи, дали има, бидејќи прегледот што го давате, па и во поглед на судската администрација, јасно зборува дека може да имате во судскиот совет многу образовани луѓе со долго судско или правничко искуство, мудри, со дигнитет, со интегритет. Ама ако немате буџет и ако немате логистичка поддршка, не само дигитализација, туку многу други предпоставки, тогаш не може оваа функција да се врши како што треба. Се надевам, реков, дека бидејќи ние треба да се соочиме со ситуација кога велиме дека не може веќе вака, јас мислев дека 2017-2018 вие со право го споменавте извештајот на господинот Прибе, погледот од надвор, виде работи што ние не ги гледаме внатре околу нетранспарентноста и неодговорноста. Да, стратегијата ја споменавте, ама еве се прашувам дали чекорите во меѓувреме на другите две власти, особено на екзекутивата, бидејќи нејзино е клучното влијание, а нашето е со правна рамка да не го дозволиме ова на што ни укажува Венецијанската комисија, наместо 0,4, значи да има барем 0,8, меѓутоа мислам дека и многу повеќе, за да може ние еден ден овде или некои други пратеници да ве сослушаат, да ви се заблагодарат, да излезат задоволни од овде, затоа што без оглед на тоа која партија ќе биде на власт, судството мора да функционира, да биде независно. Бидејќи тоа е суштината на државата. Ние создаваме закони, ама вие ги толкувате, а екзекутивата треба да ги извршува. Ама во нашиот случај, мислам дека ситуацијата не е таква. Значи, тоа е моето прашање до вас, иако одместо ми рековте не, тогаш се плашам дека се уште има нема деполитизација и департизација, дека е клучно влијанието на лидерите на партиите. Не е добро кога ние однапред знаеме кој ќе биде уште кога не започнал конкурсот председател на некој суд или предпоставуваме. Не е добро кога, јас дури мислам дека не е добро ни само прочистувањето да се врзе за имотната состојба, туку да биде порадикално, мислам дека дипломите треба да се најдат на тапет. Дипломите, тврдам дека ќе се соочиме со многу, ова го кажувам од искуството на соседните земји. И тоа во рутинска контрола на дипломи дошле до многу интересни сознанија. Чудна работа. Сум имала студенти кои магистрирале на Кембридж, на Оксфорд и велат имаме страшни проблеми во нострификацијата. А ние имаме договори со меѓусебните држави за автоматска
нострификација, знаете дека во правото тоа е многу проблематично, бидејќи оние компаративните дисциплини се признаваат, ама националното право е специфично и треба да се познава и треба да се полагаат, ама ќе видиме, сум видела такви CV-ја, фантастична брзина се стекнале дипломите, не поминале низ академијата. Јас ова го кажувам заради тие стручните соработници, најдобрите студенти, кои велат, па ќе заминам надвор, уби бене иби патрија, така, каде што ми е добро, таму ми е татковината, но мислам дека една ваква важна институција, бидејќи заборавив да кажам, основниот заклучок на Венецијанската комисија е дека вакви тела треба да постојат. Да, во некои држави двотретинско мнозинство во парламентот па бираат одлични суди, во Германија, некаде во САД председателот ќе ги постави на Врховниот суд, ама од врвни правници па нема проблем, ама за земји каде што нема традиција на демократија и каде што има нарушена поделба на власта, деполитизирано, департизирано, стручно и компетентно тело, затоа и се вика од типот на судски совет, може да помогне многу во квалитетното правораздавање, ама и во независноста на судството. Благодарам.